Општините Кочани и Виница се подготвени да обезбедат хуманитарна помош за настраданите подрачја во Република Турција, што беа погодени од катастрофалните земјотреси во изминатите неколку денови. Се планира помошта да биде парична во рамки на буџетските можности на локалните самоуправи, а за што согласност треба да дадат општинските совети. Од општина Кочани информираа дека на буџетската сметка има определено резервни средства за вонредни потреби, што би можеле да се искористат како солидарна помош за турските граѓани. Одлуката за висината на сумата ќе ја донесе Советот на општината на редовна седница, што треба да се одржи на 17 февруари. Доделувањето хуманитарна помош како точка на дневниот ред пред членовите на Советот ќе биде предложена од општинската администрација и се очекува да добие едногласна поддршка. Буџетските можности на општина Кочани се ограничени, но во вакви вонредни услови секоја помош е добредојдена и општината ќе ја изрази солидарноста со настраданите граѓани на Република Турција, истакна Дејан Рашков, секретар во општината. Од територијалната противпожарна единица од Кочани пак најавија подготвеност да испратат една екипа со пожарникари и возило, кои ќе помагаат во помошта за расчистување на последиците од земјотресите. Во соработка со Општинскиот Црвен крст од Кочани ќе се обезбеди потребната опрема за престој на отворено во актуелните временски услови за лицата кои ќе се вклучат во помошта. Активностите ги координира Дирекцијата за заштита и спасување, а се очекува нашите пожарникари да бидат дел од третиот конвој солидарна помош што ќе биде испратен од Македонија. И од општина Виница најавија дека ќе се вклучат во обезбедувањето хуманитарна помош за турскиот народ и покрај скромните можности со кои располага локалната самоуправа. Според градоначалникот Миле Петков, Општинскиот совет ќе одлучува за финансиските средства со кои ќе се помогне, а седницата се планира да се одржи по 20 февруари. Општина Зрновци ја почна постапката за пробивање и изградба на пристапен полски пат во местноста Убаво поле, со што на земјоделците ќе им овозможи полесен приод до нивните површини. За реализација на проектот се обезбедени над 1,5 милион денари, од кои 920.000 локалната самоуправа ги доби како финансиска поддршка од Министерството за земјоделство за пробивање и изградба на пристапни патишта до земјоделски површини во рамки на мерката 124 од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. Исто така, како сопствено учество во проектот, од општинскиот буџет се обезбедени дополнителни средства, за што Советот на општина Зрновци на последната седница даде едногласна поддршка. Според техничката спецификација, предвидено е да се пробијат и изградат 2 крака од полскиот пат во местноста Убаво поле, за што објаснување даде и градоначалникот Борчо Коцев. Самиот проект опфаќаше 2 крака. Едниот крак од река Зрновка спрема Дивата топола до асфалтот и во должина од 395 метри и другиот крак продолжуваше кон од регионалниот десно од регионалниот пат Кочани Зрновци спрема Мородвис, исто доле во атарот на Убаво поле спрема Дивата топола во должина од 350 метри. Имајќи предвид дека место викано Поповец, место викано Лака, таму земјоделците имат покришо имат и житарица и пченка, сеат и пипери и ово, и таа е доста провотен пат. За пристапу покрај реката, мислам сега е рано, ама таму на кај март, април треба нешто да размислеме. Ние немаме средства да изградеме мост и самата проектна документација за изградба на мост кошта, али можеме некои прагови таму со пропусти, слично што беше инсталиран доле на Брегалница кога се правеше мостно, со што значително тај проток на сообраќај би го олесниле на земјоделците. Јавниот повик за избор на изведувач на градежните работи трае до 22 февруари. По потпишувањето на договорот со избраниот понудувач, тој ќе има обврска проектот да го комплетира во рок од 60 дена. Годишен маж од Зрновци бил уапсен од полицијата во Радовиш, откако претходно полициските службеници утврдиле дека му била одредена казна затвор што треба да ја одслужи. Според информацијата од Министерството за внатрешни работи, на 7 февруари околу 20 часот и 30 минути
Полициски службеници од одделението за внатрешни работи од Радовиш го привеле 38 годишниот ФШ од Зрновци. Лицето било осудено на 1 година и 7 месеци затворска казна за сторени кривични дела за грозување на сигурноста и фалсификување исправа. Откако бил приведен во полицијата во Радовиш, 38 годишниот Зарновјанец бил предаден во затворот во Штип за доиздржување на казната. 300.000 денари ќе се потрошат од сметката на комуналното предпријатие Водовод за набавка на метли од растително потекло, со кои ќе се одржува хигиената на јавните површини во градот. Веќе е објавен јавниот повик со кој се бара физичко или правно лице кој ги исполнува условите и може да одговори на потребите. Според техничката спецификација во тендерската постапка што е во тек, предвидено е да се набават 8.000 метли без рачка со должина од 70 до 110 сантиметри. Испораката ќе се одвива сукцесивно во текот на наредната година, според потребите на предпријатието. Пресметките покажуваат дека едно парче би чинело близу 40 денари во нето износ. Ваквите набавки Водовод ги прави на неколку години, а последната беше кон крајот на 2020-та, кога за нешто повеќе од 5100 метли беа платени над 150.000 денари. Чистењето на улиците и другите јавни површини во Кочани се уште се прави рачно со метли, иако пред 4 години беше најавено дека тоа постепено ќе се автоматизира. За таа цел беше набавена и машина за метење, за што се инвестира околу 75.000 евра. Повеќе пати досега и наследниците на Советот, но и граѓаните поединечно упатуваа забелешки за одржувањето на хигиената на јавните површини во градот, посебно во централното градско подрачје. Реакциите се однесуваат на тоа што и покрај ангажманот на вработените и набавката на потребните алати и опрема за чистење, и понатаму остануваат големи површини, за чија хигиена не се води доволно грижа. Како најчест пример, најчесто се споменува околината на трговскиот центар, но и улиците што не се во строгиот центар на градот. Кочанскиот третолигаш Осогово доживеа убедлив пораз на вториот контролен надпревар во рамки на подготовките за пролетниот дел од првенството во третата фудбалска лига Исток. На гостувањето во Радовиш, жолтосините загубија со 3:0 од второлигашот Детонит. И покрај добрата игра во првиот дел од средбата, Осогово прими гол, со што беше отворен крајниот резултат. Во второто полувреме, гостите ја изгубија сигурноста и физичката подготвеност, со што им овозможија на домакините да постигнат уште 2 погодока и да дојдат до победата. И покрај поразот, надпреварот во Радовиш беше добар тест за екипата на тренерот Ефтим Аксентиев, за да може навреме да ги согледа недостатоците и да поработи на нивно надминување. Во рамки на подготвителниот период, покрај тренинзите на стадионот Никола Мантов, Осогово ќе одигра уште неколку пријателски надпревари. Следната средба е закажана за сабота, а во Кочани во 13 часот ќе гостува екипата на Каменица Саса.